Сакам да ја информирам радовишката јавност во делот на неколку проекти кои што општина Радовиш ги отпочна со реализација, а се однесуваат на патната инфраструктура. Денови отпочнавме со реализација на неколку улици и тоа улица во селото Калугерица во должина од 560 метри или инвестиција некаде околу 7-8 милиони денари, средства обезбедени од буџетот на локалната самоуправа, улица во селото Војславци, инвестиција од 3 милиони денари и исто така средства обезбедени од буџетот на локалната самоуправа. Улицата дел реконструкција, односно рехабилитација, улицата после булеварот, односно улицата која што води до тир зоната и дополнително значи проширување и пробивање и асфалтирање на еден дел од таа сама улица, која што инвестиција некаде ќе кошта општината околу 5 милиони денари. Исто така во подготовка сме на тендерска постапка, односно во завршна фаза е тендерската постапка за пробивање и асфалтирање на уште една улица во селото Покрајчево. Во делот на поплучување со бекатон плочки, исто така паралелно се одвиваат активности на поплучување со бекатон на повеќе улици во градот и во населените места. Во моментот работиме на поплучување на две улици во селото Злеово, а исто така со овој тендерни се офатени и улиците во третата местна заедница, улицата во петата местна заедница, како и улицата во селото Коџалија, како и дел од тротарските површини на улицата Ило Алексов. Значи, со реализацијата на овие проекти, ние само се надоврзуваме на приоритетните активности и акцентот кој што општина Радовиш го стави во изминатата година, а вие знаете дека изминатата година се реализира доста проекти, особено во патната инфраструктура. Еве во оваа прилика само би сакал да ги спомнам, тоа се улицата во должина од 1,5 километар во селото Ињево, улицата во Покрајчево, двете улици во селото Подреш, како и локалниот пат Подреш Калугерица, улицата Белкамен и ред други улици кои што еве ние како општина успеавме да ги реализираме. И во оваа прилика само би сакал да истакнам дека дел од средствата за реализација на овие сериозни инвестиции во делот на патната инфраструктура се подпомогнати или се обезбедени со подршка на владата на Република Македонија, а дел од средства на буџетот на локалната самоуправа.